презема врз основа на нивниот интерес и интересот на албанците во Република Македонија. Што се однесува до прашањето на законот за употреба на јазиците, жал ми е што уште не можеме да го наречеме закон за употреба на албанскиот јазик. Сакаме да знаеме од која причина е ова. Сакам да кажам дека на вистина најмалку сме чекале дека парламентарното мнозинство и владата да не консултираше и нам за содржината на овој закон, но тие уште немаат констатирано дека ова е потребно и во ова фаза ние сме обврзани да веруваме дека е позначајно Венецијанската комисија отколку консенсуалноста во собранието на Република Македонија, бидејќи ние не сме виделе ниту еден предлог закон, ние веќе пишуваме еден закон за употреба на албанскиот јазик и во моментот кога ние ќе оцениме дека е потребно, тогаш ќе го предложиме во собранието на Република Македонија. Што се однесува на реформите во администрацијата, треба да имате предвид дека еден голем број на администраторите, не сакам сега да направам определби на етничка база, иако мислам дека повеќето се албанци, со години наназад се без унапредување, иако е ова во спротивност на законот. Треба тие да се систематизираат и да се унапредат така како што е предвидено со закон. Во делот на реформите во системот, во правниот систем, односно правосудството, мислам дека албанците во Македонија цело време тие има сомнеш за тоа дали е праведен овој правосуден систем во Република Македонија. Би посакал новата влада да предложи мерки правосудството во Македонија да биде што над етнички. Ми треба да кажам дека и работата на јавното специјално обвинителство поради зашто за ова општото јавно обвинителство, мислам дека нема потреба да зборуваме, но и работата на специјалното обвинителство уште не ги има оправдано очекувањата, бидејќи секогаш кога се спомнува темата за правосудството, на албанците паметот им оди на двете случаи, кои што се сметаат за судски монтирани случаи. Станува збор за случајот Сопот и случајот Монструм, за кои што уште еднаш се надеваме дека ќе одат на повторно судење. Што се однесува во делот на борбата против корупцијата, ми треба да кажам дека за државата треба да се даде една голема дефиниција која што ние сме ја артикулирале со една формула на редефинирање, дека борбата против корупцијата е борба која што не треба да познава ниту етничка, ниту партиска припадност. За жал, уште не сме убедени дека ова е новиот пристап на ова нова влада. Нашиот печаток е дека има уште делба на добри коруптирани или лошо коруптирани, или тие кои што се поволни за владата, или тие кои што не се поволни за владата. Во делот на борбата против екстремизмот, ми треба да кажам дека владата треба да направи прецизна
дефиниција што подразбира со поимот екстремизам и насилен екстремизам. Мислам дека ова е прашање кое што ги засега сите граѓани на Република Македонија, ги засега во голема мера и албанците и сите други граѓани, бидејќи во многу случаи тоа го претрпиле албанските семејства, но ми треба да верувам дека прашањето на екстремизмот не е само прашање кое што се поставува во делот на сигурноста. Многу е важно ова да се поставува и во областа на едукација. Многу е добро ние да мислиме сите како општество за формите за спречување на екстремизмот, бидејќи ова, како што е објавено, борба против екстремизмот е дека треба, односно ние се занимаваме со последиците кои што ги прави, и јас сум сигурен дека органите на редот треба да ја направат, да ја извршат нивната задача, но треба да внимаваме за тоа како се храни екстремизмот и насилниот екстремизам кај граѓаните